Време е за дневник на К1. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден во Вардарскиот и Тиквешкиот регион. Сдруженијето на протераните од егејскиот дел на Македонија Звезда донесе одлука за покренување иницијатива до општина Велес на Трифун Костовски да му се одземе титулата почесен граѓанин на Велес. Според анкетата на ИПИС расте довербата која граѓаните ја имаат во ВМРО ДПМНЕ, додека на СДСМ опаѓа. Денеска во Основниот суд во Велес продолжи судењето за случајот платено убиство во село Ореше. Вчера вечер улиците на Велес повторно беа обоени во црвено-жолта боја. Велешани во голем број излегоа од своите домови со поддршка за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие решија повторно да кажат големо не за двојазичноста и не за промена на химната, знамето и грбот на Република Македонија. Од секогаш велешани биле на браникот на татковината, така и овој пат. Од пред споменикот на Панко Брашнаров, борец за слободна и независна Македонија. Вчера вечер по 15 пат велешани го започнаа протестниот марш со една единствена цел – да се прати порака дека Македонија не е парче земја за поделба. Многу неправди има претрпено оваа наша татковина. Нема да бидеме неми сведоци кои со прст не мрднале да си го заштитат она што е нивно. Македонијо, биди спокојна, ќе те заштитиме од домашните предавници. А од бројноста на македонците на оваа граѓанска иницијатива, крвта ќе им се заледи на сите оние кои сакаат да не докусурат и распарчат. Постарата генерација е сведок на многу премрежја. Не смееме да дозволиме поделби. Соживот е нашиот приоритет, порача Неделка Ѓорѓиевска. Унитарноста, самостојноста да не биде загрозена со темелните вредности, не дозволуваме да се тргува. Верувам дека ниту еден од нас нема против национални определби. Повикувам како до сега и понатаму за соживот со сите националности. Заедно живееме, ќе живееме понатаму, затоа што сите имаме иста цел за заедничка Македонија. Главната порака и овој пат беше испратена од центарот на Велес, но овој пат од најработливата категорија на граѓани, како што многу ми навелат. Во име на земјоделците говореше Трајче Арсов. Драги сограѓани, ние земјоделците сме темелот на секоја држава. Ние создаваме, произведуваме и живееме од земјата. Ние не одиме никаде. Врзани сме за ова парче земја која со генерации не обезбедува екзистенција. Таа земја се вика Македонија. Да живее Велес! Да живее Република Македонија! Организаторите најавуваат дека протестите ќе продолжат се до исполнување на нивното главно барање – повлекување на така наречената тиранска платформа. И неготинчани масовно дадоа поддршка на иницијативата за заедничка Македонија и од градскиот плоштад испратија пораки да не дозволиме повторно да не делат и парчат, туку да се обединиме, Македонија да остане цела и неделлива. Да не дозволиме повторно да не делат и парчат, туку да се обединиме, Македонија да остане цела и неделлива, порачаа граѓаните на Неготино од мирниот протестен марш на иницијативата за заедничка Македонија. Пред присутните се обрати професорката Елена Божијанова, која зборуваше за положбата на македонската држава од крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, кога Македонија била под османлиско владење, како и за Првата и Втората светска војна. Ве прашувам, дали знаете вие зошто албанците не беа признати за конституивен народ во оваа федерација? Да ви одговорам. Затоа што албанците си имаа своја држава
надвор од границите на оваа федерација. На 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински дојде до создавање на македонска држава во рамки на Југословенската федерација. Тогаш македонскиот јазик беше признат за официјален јазик и сите граѓани кои живееа во Македонија ги добија истите права, без разлика на верска и национална припадност, подсети Божијанова. Затоа ние треба да се обединиме, сите што живееме во Македонија, без разлика на верска и национална припадност, да се обединиме како никогаш досега и да не дозволиме Македонија да биде јаболко на раздорот. Да не дозволиме да ни се мешаат однадвор во внатрешните работи. Ние сакаме да живееме заеднички и сакаме соживот со сите националности во Македонија, а во тоа ќе успееме само ако сме обединети, порача од Неготино професорката Божијанова, при тоа наведувајќи дека треба да бидеме свои на своето и патриоти кои ја сакаат Македонија. Сдруженијето за заштита на човековите права на протераните од егејскиот дел на Македонија Звезда донесе одлука за покренување иницијатива до општина Велес на Трифун Костовски да му се одземе титулата почесен граѓанин на Велес. Председателот на Сдруженијето Бошко Божинов од пред спомен плочата на загинатите егејци порача дека велешани се мирољубиви и честни луѓе и нема да дозволат никој да си игра со чувствата на граѓаните без разлика кој каде е роден и од каде потекнува. Сдруженијето за заштита на човековите права на протераните од егејскиот дел на Македонија Звезда донесе одлука за покренување иницијатива до општина Велес на Трифун Костовски да му се одземе титулата почесен граѓанин на Велес. Председателот на Сдруженијето Бошко Божинов од пред спомен плочата на загинатите егејци порача дека човек кој изрекол непомирливи навреди спрема егејците не заслужува да биде почесен граѓанин на Велес. Овде сме за да изразиме протест против фашизоидната изјава на така наречениот висок интелектуалец Трифун Костовски, кој слепо ја прифати одлуката од Букурешт, од договорот 913 година и вештачки поделбата на Македонија сега повторно не дели на егејци, пираници, вардарци. Ние сме македонци. Сакам јасно, гласно да порачам дека сите ние сме македонци, никој нема право да не дели. По било каков основ, Македонија е една и единствена и така ќе остане наша заедничка држава. Божинов порача дека велешани се мирољубиви и честни луѓе и нема да дозволат никој да си игра со чувствата на граѓаните, без разлика кој каде е роден и од каде потекнува. Инаку на спомен плочата се запишани имиња на 105 доброволци кои се одзваа на повикот да се брани егејскиот дел на Македонија во граѓанската војна, а загинаа на планините Грамос, Вичо, Пајак планина и други во егејскиот дел на Македонија. Според анкетата спроведена од Институтот за политички истражувања од Скопје, расте довербата која граѓаните ја имаат во ВМРО ДПМНЕ, додека на СДСМ опаѓа. Рейтингот на ВМРО ДПМНЕ зголемен во однос на изборите одржани на 11 декември, додека на СДСМ е опаднат, стои во анкетата. Најновата анкета спроведена од Институтот за политички истражувања од Скопје покажува дека се повеќе расте довербата кај граѓаните кои ја имаат за политичката партија на ВМРО ДПМНЕ, споредено со онаа на СДСМ која опаѓа. За изборите во декември минатата година, рейтингот на ВМРО ДПМНЕ според ИПИС бил 25%, додека сега изнесува 27,1%. СДСМ за предвремените парламентарни избори имале рейтинг од 24,4%, а истиот сега изнесува 21,8%.
Додека пак кај сите партии од албанскиот блок се забележува пат на рейтингот. Доколку следната недела се одржат нови парламентарни избори, најголема поддршка од граѓаните ќе добие ВМРО-ДПМН. Според резултатите, 27,1% од граѓаните својот глас би го дале за ВМРО-ДПМН, додека за СДСМ би гласале 21,8%. Што се однесува до етничките македонци, за ВМРО-ДПМН својот глас би го дале 34,3%, а за СДСМ 24,3%. Етничките албанци најголема доверба имаат во ДУИ од 21,4%, додека 13% од етничките албанци својот глас би го дале за СДСМ. Додека пак за ДПА, БЕСА и Алијанса за албанците доверба имаат под 10%. Институтот за политички истражувања од Скопје анкетата ја спроведе во периодот помеѓу 10 и 13 март 2017 година на 1100 полнолетни испитаници на ниво на Република Македонија. Денеска во Основниот суд во Велес продолжи судењето за случајот платено убиство во село Ореше. Следното рочиште е закажано на 5 април, кога обвинителството и одбраната ќе имаат излагање на завршни зборови, а потоа ќе се очекува судската пресуда на случајот, кој се суди веќе 10 години. Златко Арсовски денеска во судница во Основниот суд во Велес потврди во процесот платено убиство на Лазо Милошевски. Точен е исказот кој тој го има дадено како Златко Арсовски. Се што имал кажано под псевдонимот Бреза, кога беше заштитен сведок, било важно. На прашање на обвинителството зашто ја дал лажната изјава, Арсовски рече дека тоа го сторил, оти бил под закана, а неколку инспектори 2 недели пред да го даде првиот исказ, му дале напишан лист со се она што требало да го каже. Одбраната на второосомничените Љупчо Јордан Ѓоргиеви смета дека Арсовски ја говори вистината. Каже дека му се заканувале и го терале на себо ова инспекторите од ДБК и други лица, го спомна Велио Арсовски. На наши прашања зошто се решил да ја каже вистината, затоа што веќе не можел целата ситуација да издржи. Но, веќе завршуваме и наред се само завршни зборови. Очекувањата се дека ако е паметно ова обвинителство, а се покажа дека не е, и не е ни доблесно, дека според нападствијата на апелациониот суд и доказната постапка и доказите би требало да го повлече обвинението. Доколку тоа не го направи, очекуваме ослободителна пресуда од судот, па ќе видиме. Судењето продолжува на 5 април, кога обвинителството и одбраната ќе имаат излагање на завршни зборови. Потоа ќе се очекува судска пресуда на случајот кој се суди веќе 10 години. До сега судот има изречено 5 пресуди, но по жалба сите апелација ги враќаше и судењето почнуваше од почеток. Инаку во овој предмет, првообвинет е Ѓоре Петревски, кој според обвинението од Соединетите Американски држави им исплатил $20,000 на браќата Ѓоргиеви за да го извршат убиството. На 2 декември 2005 година во село Ореше со истрел од огнено оружје во својот дом убиен беше 71 годишниот Лазо Милошевски. Во полнек се изградбите на концертната сала во дворот на музичкото училиште во Кавадарци, како и изградбата на детската градинка. Денеска на пресконференција градоначалникот Панов презентираше дел од проектите, реализирани во овој дел од градот. Продолжуваат пресконференциите за сработеното во изминатиот период на градоначалникот Александар Панов, каде тој ги потсетува граѓаните што се е направено во овие 8 години за време на неговите 2 мандати. Панов во кругот на здравствениот дом денеска ги спомена проектите кои се реализираат овде, а тоа се концертната сала и градинката кои се во завршна фаза, променетата певеца столарија на здравствениот дом, болнички возила, апарати и слично. Во изминатиот период со помош на владата на Република Македонија реализиравме проект за метадонски центар и центар за рехабилитација на една локација. Секако тука е ЈЗУ здравствен дом кој што во изминатиот период го помагавме со во делот на уредувањето на дворот, во делот на певеце столаријата и нема да ги спомнам машините, превозните средства, амбулатните коли кои што беа донирани од страна на централната власт. На обвинувањата на СДСМ Кавадарци кои преку соопштение го повикаа Панов да презентира каде се ветените проекти,
и следниот прес да го одржи на Северен булевар, за кој рекоа дека од огромни кратери е скоро непрооден за сообраќај. Панов се согласи со нивните констатации дека овој булевар е навистина во катастрофална состојба, но тоа е затоа што досега немаше отворени асфалтни бази за негова реконструкција, но наскоро ќе биде среден, најави Панов. Едно се во право, Северен булевар е во навистина катастрофална состојба. Меѓутоа, Северен булевар знаете дека е граден во еден изминат период. Точно не се сеќавам и од кого. И е причината зошто е во таква состојба најнапред е во неквалитетот во неговата изградба. Потоа, затоа што во изминатиот период голем дел од тешките товарни возила го оштетија дополнително, бидејќи носивоста на тој пат не е каква што требе. Меѓутоа, и да не заборавиме дека во изминатиот период имавме минусни температури до минус 20 и над 20, многу снег и мраз кој што придонесе да имаме таква состојба. Ноторен факт е тоа што и вие бевте исто колку и ВМРО ДПМН е на централна власт, но вистината е тоа што вашата централна власт ни денар не вложи во локалната, поточно во нашиот град, како и тоа што ниту еднаш не се одзвавте на моите пресконференции на кои ве повикував и се уште ве повикувам да покажете барем еден капитален проект кој е изграден во вашето време, рече градоначалникот Панов на денешната пресконференција. Општинската организација на Црвен крст, која традиционално е една од најдобрите во државата, ден порано го одбележа 17 март, денот на крводарителството. Како секоја година, така и овој пат беа доделени награди за крводарителите со јубилеен број на крводарувања. Општинската организација на Црвен крст Велес го прослави денот на Црвен крст на Република Македонија 17 март. Во ликовниот салон беа доделени признанија на неуспешните организации и поединци на полето на крводарителството во 2016 и на доброволните крводарители кои минатата година исполниле 50, 75 и 100 дарувања крв. Томе Андов е еден од тројцата кои 100 пати дарувале од течноста што живот значи. Крводарувањето треба секој да дава што може да дава. Тоа е хумана работа, ќе спаси живот. Па више кога ќе почнеш да даруваш крв и више организмот ти става зависен, мораш да даваш. Еве, решив лани да давам 100 пати и прекинав да давам више, доста е 100 пати. Не давам, ќерката, синот се наследници, они даваат. Црвениот крст прославува 72 години од своето постоење, истакна председателот на Црвен крст на Република Македонија доктор Милчо Трајков и додаде дека општинската организација од Велес е меѓу најдобрите во земјава по квалитет и е на трето место. Пред една година Црвен крст на Република Македонија стана прво сертифицирано национално друштво во рамките на 190 држави во светот. Тоа е голем успех и тоа зборува за заложбите и за активностите на националното друштво и неговиот квалитет. Благодарница во знак на признание за 75 пати дарувано крв и беше доделена на Весна Петрушевска, додека за 50 пати на Илија Митрев, Божо Димовски, Сокол Кочов и Петар Сарагинов, а 100 пати уште даруваа и Никола Цековски и Ѓорѓи Митов. Признанија за унапредување и омасовување на крводарителството беа доделени на Општата болница од Велес, Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски, населба Чашка и на Валентина Шрекова, волонтер и мотиватор за крводарителство. Велес е домаќин на ученици и професори од збратимениот град Шербур, Република Франција. Целта на проектот за размена на ученици е да се споделат искуства помеѓу учениците од двете училишта и соработката да продолжи во иднина. Велес и годинава домаќин на ученици и професори од збратимениот град Шербур, Република Франција. Проектот за размена на ученици е со цел споделување на искуствата во образовниот процес, но и запознавање на културата и животот во Велес. По само неколку дена престој во Велес, велат дека гостопримството од личната организација и дружењето на учениците за нив е доволен мотив за понатамошна соработка. Тоа ни овозможува да видиме како овде учениците го практикуваат образовниот процес, како се одвива наставата, меѓутоа исто така да ги видиме обичаите, храната,
начинот, стилот на живење. Значи, освен образовниот процес, ние тука сакаме да видиме каков е стилот, каков е начинот на живење и како се одвива образовниот процес за разлика од кај нас. Да ги видиме кои се различностите. Преку дружењето и размената на искуствата, учениците од Шербур и велешките ученици научија за разликите во културата, храната, начинот на живот, што е она по што се разликува Велес од Шербур. Се чувствуваат прекрасно тука кај нас и благодарат за за пречекот од своите врсници и домаќини. Овде се готви и се јаде повеќе од Франција, дури и куќите ни се допаѓаат повеќе од колку во Франција. Дружењето е многу добро, се разбираме на англиски или на француски, се забавуваме, само кај нив е малку по-строго од колку кај нас и забавно им е тука, убав им е градот, културата им се допаѓа, им кажуваме се за нашата култура, градот им се допаѓа, им покажуваме така познати места на градот. Според предходно изработен план и програма, средношколците имаа и спортски активности. Покрај практичниот дел во машинската струка, учениците од Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски и учениците од Шербур спортските способности ги испробаа на терен. Заеднички играа кошарка. Организираме и спортски активности. Уствари тоа се учениците кои што се домакини на децата од Франција, нашите домакини, со кошаркарската екипа меѓу на ССУ Коле Неделковски. Значи, надвор од сите оние професионални ангажмани во делот на машинството и машинските предмети, во целокупната агенда на договарање се предвидени спортски активности. Истите спортски активности се организираат и во останалите три средни училишта според агендата која што гостите од Шербур имаат добиен уште многу порано. Целта на двете училишта е оваа соработка да продолжи и понатаму, бидејќи со размената на учениците, како што велат тие, добиваме квалитетен кадар и млади кои во иднина ќе бидат можеби дел од образовниот процес, каде ќе можат своите искуства да ги пренесат на идните генерации. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов донесе одлука за одложување на посетата на Австралија, соопштија од неговиот кабинет. Оттаму посочуваат дека политичката состојба во земјата и тензиите меѓу ЕУ и Турција за прекин на договорот за мигрантите се причините поради кои председателот Иванов нема да ја реализира посетата на Австралија. Иванов требаше да се сретне со генералниот гувернер, премиерот, спикерот, председателот на Австралискиот сенат, со представници на македонско-австралиската група на пријателство во парламентот на Австралија, како и со представници на македонската заедница во Австралија. Следуваат останатите вести од Македонија. Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев учествува на состанокот на премиерите од Западен Балкан кој се одржува во Сараево, Босна и Херцеговина. Покрај Димитриев и домаќинот на средбата, председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздик, кој одржа поздравен говор, на средбата во Сараево учествуваат и премиерите на Албанија, Црна Гора, Косово и Србија, Еди Рама, Душко Марковиќ, Иса Мустафи и Александар Вучик, како и еврокомесарот за соседска политика и проширување Јоханес Хан и министерот за надворешни работи на Италија Анџелино Алфано. Звиздик во своето обраќање на отварањето на самитот порача дека сите земји од Западен Балкан ги исполнуваат своите барања од европската агенда и додаде дека за Босна и Херцеговина минатата 2016 година била најуспешна на тоа поле. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан нагласи дека е добро што премиерите на сите 6 земји од Западен Балкан се денеска во Сараево, потенцирајќи дека вакви случувања и во иднина треба да се одржуваат во регионот за да се подготви да биде член во Европската унија. Се очекува во останатиот дел на самитот главна тема на разговор да биде енергетиката. Загубите на пчелните семејства во текот на зимата достигнале до 50, односно 60%, а кај некои производители на мед дури и до 80, односно 90%. Причините за ваквата состојба во пчеларството е темата на годишното собрание на Сојузот на пчеларски здруженија на Македонија. Собранието ќе се одржи на Факултетот за ветеринарна медицина, а освен пчелари ќе присуствуваат и представници на науката, ветеринари и професори од Факултетот за земјоделски науки и храна,
како и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за храна и ветеринарство. Од Сојузот информираат дека на годишното собрание ќе стане збори за продажбата на фалсификуван мед во Македонија. Ке се разговара за нелојалната конкуренција која дополнително ја комплицира ситуацијата во секторот. Стоп за продажбата на фалсификуван мед ќе биде пораката која ќе се испрати од собранието, велат пчеларите. Во рок од 3 недели денеска е регистрирана трета ерупција на вулканот Етна. Забележана е лава и чад во висина од 200 метри, соопштија од Италијанскиот институт за геофизика и вулканологија. Оваа последна ерупција не се очекува да го наруши воздушниот сообраќај, ниту да создаде проблеми за населението кој живее во неговата околина, вклучувајќи ги жителите на Катанија, вториот по големина град на островот. Следуваат останатите вести од светот. Над 11.000 турски граѓани поднале барање за азил во Германија од почетокот на годинава, соопшти Федералната служба за миграција и бегалци. Се уште не е утврден бројот на курдите меѓу барателите на азил во Германија, но бројот на турци кои бараат азил се зголемува. Во 2014 година нивниот број изнесувал 1800, а во 2015 4600 лица. Минатата година околу 5700 луѓе побарале азил, а околу 4400 од нив се курди. Меѓу новите мигранти кои бараат азил во Германија има турски дипломати и членови на нивните семејства, а Германското министерство за внатрешни работи неодамна соопшти дека добил 136 барања за азил од луѓе со дипломатски пасош од Турција. Домашната и меѓународната јавност уште пред 3 години знаеле дека Косово работи на трансформација на безбедносните сили во војска. Ова го изјави косовскиот претседател Хашим Тачи по изјавата на американскиот амбасадор во Косово Грег Делави. Тачи напоменува дека испратил писмо до генералниот секретар на НАТО Јенс Столтербенг, во кое накусо ги представил сите уставни, законски и политички аргументи за потребата од трансформација на безбедносните сили во војска на Косово и му објаснил зошто таа трансформација треба да се случи токму сега. Според изјава на владиниот портпарол Бајрам Гецај, предлог законот за трансформација на безбедносните сили во војска на Косово, владата ќе го процесуира до парламентот во текот на овој месец. Кралот на Мароко Мохамед VI го сменил премиерот Абделалилах Бенкиран, кој е од умерената исламистичка партија на правдата и развојот. На негово место ќе назначи друг представник на истата партија. Промената доаѓа подадената задача на Бенкиран од страна на кралот да состави нова влада на 10 октомври минатата година, откако партијата на правдата и развојот победи на парламентарните избори, во која тој не успеал. Партијата освои 125 места во 395 члени од парламент. Втора беше партијата за автентичност и модернизација со 102 места, а на третото место конзервативната партија Независност со 46 места. До овој момент Бенкиран сепак не успел да состави влада. Во соопштение на кралската канцеларија објавено доцна синоќа се посочува дека консултациите кои Бенкиран ги водел 5 месеци не довеле до формирање владино мнозинство. За сега не е објавено името на новиот премиер. Денеска имаме облачно време со сончеви периоди. Температурата достигна до 16 степен. Утре во Македонија ќе биде облачно со слаб локален дожд, а на некои планини со слаб снег. Ќе дува слаб од умерен, а дожд по Вардарието повремено и заселен ветер од северен и северозападен правец. Деталите во продолжение.
Со ова информација го завршуваме дневникот. Пријатно!